Вчерашните напади кои што беа упатени кон нашиот новинар Александар Видиновски не се само напади кон една индивидуа. Тоа се напади кон нашиот колектив, Канал 5, кон сите вработени, но истовремено и кон сите медиумски работници во Македонија. Овие за мене благо ретардирани и тешко примитивни напади кои што доаѓаа од граѓани од соседна Бугарија, мислам дека заслужуваат сериозно внимание од институциите во Македонија. Морам да искажам дека сум задоволен од реакцијата на одредени структури, на одредени политички партии, како што се ЛДП, ВМРО помене. Ме шокира игнорирањето, например, на политичките партии, како што се ДУИ, ВЛЕН, СДСМ, за левица немам потреба да зборувам, затоа што сметам дека во некоја рака, заедно со овие дигитални насилници, се и браќа по оружје. Мислам дека тој нивен денешен молк, громогласен молк, зборува дека утре можеби на нивните деца ова ќе им се случи. Кому ќе се обратат тогаш? Како и да е. Сметам дека јавното обвинителство поради тоа што покрена пријава по допрен глас, ја завршува својата работа, но истовремено очекувам некој представник на бугарската држава да докаже дека навистина имаме договор за добро соседство и во најмала рака да го осуди овој чин на една мала група. Нормално не можеме, и јас лично не можам, и претпоставам моите колеги не можат да го оквалификуваат како акт на цела Бугарија, на сите нивни граѓани, на ова една мала група, но доста агресивна, доста нахална, да го означат и да го нотираат како несоодветно однесување на нивните граѓани. Тоа е она што може најмалку да го направи бугарската држава. Канал 5 и колегите кои што работат во Канал 5 имаат комплетна поддршка од мене лично и, како што видов, имаа поддршка и од новинарските здруженија во Македонија. Така да мислам дека вакви чинови воопшто понатаму во нашиот живот не смеат да се случуваат, а истовремено им ветувам на сите мои колеги, нема да дозволам да им се случуваат.